дарби кои се појавуваат и заминуваат од театарскиот живот како метеори, водени предивно од два импулси – дарбата и темпераментот. За нивната дарба театарот е предизвик, а темпераментот е тој што ги прави брзо да се заситат, пред се од рутината во него и да побарат нов предизвик за себе си. Многу мудри и искусни луѓе констатирале дека душата на човекот е таму каде што му е закопано детството. Доаѓа време, доаѓа возраст, кога навистина почнува човекот да чувства дека правиот живот му е на почетокот. Така и со мене. Приот југ почнува мојот живот. Потокот се тркалеше с децении, преживеа многу бури, поревања, паѓања, качувања и еве ме во неповторливата убавина на почетокот. Добре дојде во топлите и гостолюбиви пазови на југот. Татко ми беше учител, преку секогаш да го засекам овој крај. Луѓето што со макотрпен труд доаѓаат од својата екзистенција, луѓе со децении жестоко експлоатирани и покрај дарежливоста на природата, неретко притиснати од сиромаштијата и гладот. Па сепак и во најтешките мигови, целото ова поднебје е подготвено уште за една песна. Ова е поднебје на немирни духови, романтичари и неуморни истражувачи на непознатото и возбудливото во животот. Хазардери, авантуристи, благородници без скршена пара во джебот, како да не ги сакаш? И така малечкото бистро поточе од врутокот почна да се тркала кон Скопје. Со магична моќ, што сега не можем да ја објаснам, ме привлекуваше театарот. Прекрасната, но и застрашувачка зграда крај Вардарот. Вистински храм со богослужители во неа. Честен збор, така мислев и така чувствував тогаш. И сега кога се работи за врвни креатори, да не должам, се пријавив и бев примена. Не без чувство на гордост се сеќавам да играв во првата премиера. Страшна работа бил тој театарот. Дисциплина, јас ненавикната на тоа. Така беше. Дојде доведена во зградата крај Вардарот нејзината чудна, тешко податлива за опис дарба, сета немир, жизнерадост, песна. Дојде во време кога на македонскиот театар именно тие животни сокови му беа најпотребни. Создаде низа вонредни ликови на сцената и си замина кога почувствува дека театарот таков како што го видел околу неа да расцути, да не запре, да не се повлече. Таква беше и на сцената, ластовичка. Може би затоа и си замина така. Оставајќи во сите нас трага, која што е радост од дарбата нејзина, од пријателството со неа, од тоа што го создаде како роли, но и тага што така брзо ластовичје си замина. Доказ колку е немерлива силата и немирот на вистинската дарба и убавината на темпераментот.
Господи, со каков уплав легов во подготовките на сомнително лице. Та не е тоа шега, треба да се игра со Петре Прличков. Но се помина добро и убаво. Посебно ме грее чувство дека публиката ме засака. Тошо, мене ми е многу драго што може да те видам, да те посетам, мада ми е жал што не сме дома кај тебе, али бидејќи моја добрила. Многу си темпераментен и трчаш. Затоа ти се случи оваа случка со ногава, нели? Али добро. Кажи ми сега, дојдов да те поканам кај мене дома, во Дојран, на гости, после ова рехабилитација, на повторна рехабилитација. Од Дојран ќе го сакам, ќе дојдам, без да ме и каниш. Било ми. Само видиш, не сме се виделе долго, па малку се ми се изменила, кога дојде не можам да те познам. Па така е. А Сега сега? гледам твоето симпатично лице, едно детско убаво. Паметно како. Фала. Слушај да ти кажам, ако се сеќаваш во театрот кога игравме Волци и овци, јас се играв Глафира, тогаш те освојував. И на тоа освојување во театрот во представата добив награда, се сеќаваш? Да. Ме наградија. Да. И тебе те наградија. Епа, не е лесно мене да ме освоиш, мора да те награда. Набрегу после тоа доживев една многу пријатна радост. На Сојузниот фестивал на радиодрама добив награда заедно со легендите на театарот Мира Ступица и Миливој Живановиќ. А сега, за тоа како пропеав на сцената. Добрила Пуцко оствари извонредна улога во представата Коштана и за тоа заслужена е доби наградата на владата на НРМ. Во таа представа настапував и јас. Во тоа време, толку млада, немав никаква врска што е тоа жал за младоста, но емотивно ја чувствував, особено кај боемите, кои беа постојана придружба на мојот покоен татко. Не случајно јас си ја подарив ролјата Коштана, си спомнуваш? Да, како не. Ти беше во алтернација со Пуцкова. Со Пуцкова. Две Коштани, после имав две Коштани од операта. Искра Божикова и Божинова и Блага Петревска. Секогаш во завршната сцена, кога завршам Коштана, завршна представата, завршува, јас идам кај неа и не зеќа вода во бања да се мажи засана. Таа излегува уплакана, тажна, се фрла пред моите нозе и вели: како беше, си спомнуваш ли текстот? Води ме... Не давај ме сладок чорбаджи. Така е, така е. Не давај ме сладок чорбаджи. Води ме далеку, води ме таму. И таму земја, и овде земја. Води ме. Не, таму. Таму, да. Зар горе? Горе високо, а долу тврдо. Коштано. Пишано и ќе идеш да се венчаш. Свирки ќе ти свират, песни ќе ти пеат. Младоженецот ќе те целива, а ти ќе плачеш. И прва ноќ плачење, и втора ноќ плачење, и цел век плачење. Од работа раците ќе ти се изсушат, ќе просиш, па ќе се раниш. Срцето ќе ти се искубе. Коштано,
na razdjelba peja ona moja pesma Žal za mladost. Vika ja, neka mi se vrati, da je osjetam, pomirisam samo. Da znaješ, morimo me, da znaješ kakva je žalba za mladost. Koštam bre, živa rano, živa rano. Dobrila Ivanovska dojde vo prvite godini na MNT. Ako ne se lažam, to беше во крајот на 45-та или почетокот на 46-та година. Тогаш ние правевме многу чести аудиции за прием на нови членови и МНТ беше практички центар во кој се собира актерски кадри и беше еден вид инкубатор на кадри за сите театри во Македонија. Таа се јави на аудиција необично смело, со една чудна самоувереност и со еден неверојатен личен шарм, како што вика нашиот народ, беше звездалија уште во првиот контакт со приемната комисија во театаров. Тој шарм, сценска една неверојатна привлечност го задржа во сите своји понатамошни настапи. Имав задоволство со неја да работам и како партнер, и како режисер. Првата представа во која игравме заедно беше Кралот на Бетајнова од Иван Цанкар, каде Добрила наспроти она што беше неизин личен темперамент на ведра девојка, ведра млада жена, секогаш готова за шега и да прави со другите и други да прават со неа, прикажа една автентична, психички оптоварена девојка Нина во пиеса на Цанкар, која беше со многу влијанија на оние темни бои на скандинавската драматургија, на Ипсен и на Стриндберг. Следниот пат веќе соработувавме во моја режија на една американска комедија по младата сестра, играна во 52-та година. Она девојче што го играше таму, заедно со другото девојче Фафи, што го играше Милица Стојанова, беше еден прекрасен дует на две млади, неверојатно симпатични девојчиња околу кои се вртеше целата гарнитура на туку-што завршените ученици од средната театарска школа. Понатаму имав задоволство да работам со неја над Малограѓани на Горки, каде таа реализира една прекрасна роља на Елена Николаевна. Заедно со незаборавниот, брилјантен актер, мојот драг пријател Трајко Чоревски, кој го оствари Нил, еден тврд актерски орев, задача која ни руските актери не ја решавале лесно. Она што беше карактеристично во работата со Добрила Ивановска, беше едно необично нејзино својство. Можеше да задоцни на представа, да ја нема, целиот ансамбл да биде растревожен, а та во последниот момент не преку портирница, ами преку прозорецот ќе прескокне во својата гардероба, која се наоѓаше во редицата женски гардероби, токму покрај Вардар во старата зграда, што за жал неразумно ја урнавне, иако можеше да се поправи. Така што во последната минута, буквално, Добрила ќе се уфрлеше во сцената и почнуваше да ја креира својата роља без никакви пречки, како да ништо не се случило пред тоа со неја, со тоа прославено веќе задоцнување на проба и на
представа. И уште нешто што денес со симпатија се сеќавам, зашто и тога и се смеев на таа нејзина навика, седеше редовно спроти режисерското место и за сето време на пробите, додека режисерот нешто објаснува, таа има едно блажено лице, една кротка, умилна физиономија, од која се добиваше впечаток дека длабоко го следи објаснувањето на режисерот. А всушност, мислите кој знае каде и летаа некаде далеку и од пробата и од театарот, но имаше некој чуден усет по кој знае кои флуидни патишта да ја разбере суштината на она што режисерот го бара. И во текот на пробите тоа и се разбира, се покажуваше и се реализираше во успешен резултат, успешно едно создавање на карактерот. Добрила Иванова, Доби, Чабричка, сето тоа така со еден збор би го дефинирала и би рекла талент. Се разбира, преценка за незината работа воопшто, нели, нема да правиме. Но, ако сакате да прошетаме со некакви детали во тие наши први средби, во незините први роли во Народниот театар, да се подсетиме можеби на домот на Бернарда Алба. Бевме малку жени. Колку што имаше во поделата, толку жени бевме во ансамблот. Но среќна околност беше дека Доби играше најмалата керка Адела. Незе најмногу и најлесно можеше да и се поверува дека во тие шпански тешки жешки ноќи таа може да ги разбие тие ѕидови, да излегува надвор у ноќта и да води љубов со Пепе Романо, што доаѓа на конј. Добро. Има се редат роли, сите роли со своји истории, со своји анегдоти. Ако е за анегдота, со неа се е сврзано со анегдота. Репетиционните сали беа горе во Стариот народен театар, на највисокиот кат. Чаброј се додворува на Доби. Пилот. И сега тече проба и во сред пробата од еден пат на 30 сантиметри над репетиционата сала пролетува авион. Чабро и вика здраво на Добрила. Па тоа ни Мирјам сигурно го нема во плавиора. Добро, кога реков таленат, мислам, она е паметна и поседува дух, смел, полн со енергија и необременет со конвенционалности, со стеги, со стравови. Кога работи, ја работи многу и работи во различити области. Таа е од оној род на луѓе кои, ако им ја одземеш едната работа, се зафаќаат со друга. Ако им ја одземеш другата, тие зафаќаат трета. Што е најубаво, што е најдобро и за мене највозбудливо, што таа нејзина позитивна енергија се пренесува на се околу неа. Дали е тоа растение, човек, стар или млад, седно, драги, светли луѓе. Ќе ме погледнат жената и децата некако така чудно, необично. Чинам, во туѓа куќа сум влегол. Келнерке! Келнерке! Не лупај, мангупе. Курво! Сад ќе да добиеш мангупе еден. Јаве в руке, благослови. На погрешна адреса су патите, господине. И još ovo da vi rečam. Ja pošteno zarađujem svoj hleb i od nikog ne zavisim. A što radim? Radim za svoj račun. Ne stidim se nikakvog posla.
Poštija Horvata. Lopužo jedna. Sramota. Krao si mi novac. Zar to beše tvoja ljubav, a? Puh! Lopužo jedna. Zašto pošteno nisi rekao, a? Evo ti novac. Evo ti. Kaži, brat. Zlato ima, sestra. Čisti se. Kurvo! Ja, gazda, ne mogu više. Odlazim. Ne mogu više. Ne mogu da gledam ovi rasipani sluđe. Мојата прва средба со тебе е кога бев во школата за драмски актери и те гледав на сцена. Сега не знам дали ќе ги погодам сите представи, дали точно ќе биде, но секако нема да сгрешам ако кажам дека ти играше во Сомнително лице Марица, нели? Тоа беше една од првите представи кои што јас ги гледав во Македонскиот театар. Prva moja rolja beše. И твоја прва роља? Да. Видиш, не сум знаел. Не сум знаел. А ти за нас, учениците, делуваше неверојатно така, стабилно на сцената. Примерно. И ги освои нашите симпатии, на сите. Помина